Задача 3. Чарли купил една игра со попуст од $7. Тој исто така купил пиштол на вода и платил вкупно $41. Каква била оригиналната цена на играта пред попустот, ако пред попустот таа чинела 5 пати повеќе од пиштолот на вода? Во оваа задача исто така ќе направиме модел, односно ќе го користиме графичкиот начин на решавање на задачата. Но пред да започнеме, да видиме од што се состои задачата, што ни е познато во задачата. Чарли купил игра со попуст од $7. Значи, ќе забележиме Чарли купил игра со попуст од $7. Значи, не ја знаеме оригиналната цена на играта. Но исто така знаеме дека купил и пиштол на вода. Платил вкупно $41. Но исто така знаеме дека цената на играта пред попустот била 5 пати повеќе од пиштолот на вода. Значи, бидејќи ако цената на играта ја представиме овој правоаголник, тогаш ние не ја знаеме целата цена на играта, но знаеме дека тој ја купил играта на попуст од $7. Значи, малиот квадрат на крајот или правоаголник е $7 и тој ни ја представува попуст. Но исто така знаеме дека оригиналната цена, целиот дел правоаголникот, е 5 пати поголема од пиштолот на вода. Значи, ако големиот правоаголник го поделиме на 5 делови, еве 1, еве 2, еве 3, еве 1, 2, 3, 4, 5. Значи, тогаш еден дел од овие ни представува цената на пиштолот на вода, затоа што оригиналната цена на играта или пред попустот 5 пати повеќе од пиштолот на вода. Значи, ова е пиштолот, цената на пиштолот вода, а бидејќи играта чини 5 пати повеќе, имаме 5 идентични правоаголници. Треба се внимава дека во последниот правоаголник дека го имаме и делот што е со попуст. Исто така знаеме дека вкупно платил $41 за сите. Значи, сумата што ја потрошил ќе одиме на следниот начин. Значи, ако ова е делот што го платил за пиштолот за вода и уште имаме 1, 2, 3, 4 идентични делови и овај 5 идентични делови, вториот, третиот идентичен, четвртиот идентичен и петтиот идентичен дел. Значи, ова е сумата пред, значи, ова е пиштолот, а додека овдека се играта. 1, 2, 3, 4, значи уште еден дел не треба за играта, и таа беше 5 пати поскапа, но треба да се внимава дека во играта
овој дел ни се $7 кои што биле попуст на играта. Бидејќи Чарли платил купно $41, значи тој го купил пиштолот и целата игра, значи го купил пиштол плюс играта на попуст, платил $41. Но бидејќи попустот е од $7, на $41, ако додадеме попустот од $7, ние ќе добиеме сума од 48, значи $41 се парите потрошени на пиштолот и играта. А $7 се попустот кој бил на играта. Ако го разгледаме убаво диаграмот, значи големиот правоаголник, овдека, ќе забележиме дека овој овдека правоаголник, ќе забележиме дека колку вкупно правоаголници имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ова е целиот правоаголник, затоа што играта пред попустот била 5 пати поголема од пиштолот. Значи, целата сума на пари 48. Ако ја поделиме на 6 делови, добиеме $8 секој дел. Значи, овој дел ни представува 8, овој дел ни представува 8, овој дел 8, овој дел 8, 8 и овој целиот овдека дел е 8. Тоа значи дека, ако се вратиме назад во задачата, тоа ќе значи дека $8 чини пиштолот на вода, $8, а играта која чини 5 пати повеќе пред попустот 5 $8 или $40. Ако во задачата се бараше колку чинела, тогаш делот овдека горе до овој дел би бил 40 минус 7 или $33. Но тој дел не беше во нашата задача. Со што ја решивме задачата. Оригиналната цена на играта пред попустот е $40.